Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е директорката на инфективната клиника Милена Стевановиќ. Докторке Стевановиќ, пожарот во модуларната болница во Тетово однесе човечки животи. Дали модуларните болници се безбедни за пациентите? Видете, јас верувам дека се безбедни, оние сите имаат свој технички прием и сите оние градежни документи без никаква замерка. Еве да зборувам за модуларната болница која има капацитет дури од 70 легла и е припоена кон клиниката за инфективни болести. Да ве потсетам дека илјадници пациенти беа спасени од тешка клиничка слика на COVID, од средно тешка клиничка слика на COVID и ние не можеме да кажеме дека модуларната болница не е начин за едно квалитетно збринување и третирање и нега на пациентите. Македонија се соочува со четвртиот бран на COVID пандемијата и земјата се наоѓа меѓу првите 5 места по смртност во светот. Зошто? Видете, сведоци сме на разноразни елаборирања и дискутирања околу смртноста на COVID-19 во нашата држава. Во различни ЕСП, во различни математики се прави кај нас во светот, па и тие што ја коментираат исто така не често ми се јасни ни процесот на израчунување на овие бројки. Јас во една прилика која можеме и да ја договориме, во процес е на сериозна анализа со повлекување на сите хоспитализирани пациенти електронски и нивна обработка како со статистичките, така и со епидемиолошките можности што ги имаме и колегите се многу војни таа една сериозна анализа да ја направиме. Во смртноста и во развојот на клиничката слика влијаат многу работи. Влијаат индивидуалните на пациентот, да почнеме од една страна да ги набројуваме, генетските, влијаат тешките болести и тоа одзема возраста и тоа одзема еден сериозен процент од пациентите. Сведоци сме и на губење на пациенти млади и здрави, барем немаме податок дека биле болни, мораме да ги третираме како здрави пациенти. Од друга страна, верувањето, неверувањето на заштитните мерки, верувањето во болеста или не, долгорочното домашно лекување од во знак на навод, сега ќе кажам, различни здравствени структури и пријатели за кои ние порано не, но во овој налет баш го согледуваме давање на инфузии. Пациентите и не знаат какви се тие инфузии кои им се давани. И тоа е еден навистина сериозен проблем. Се соочувале со различни потешкоти во лекувањето на клиниката. Болеста беше, а и се уште е, а на жалост и секоја нова варијација од вирусот носи нови непознатици, нови карактеристики за кои треба време и согледување да се тие научат и да се превземат. Нема измени во терапијата. Слушаме, прерачунуваме, дали и она што го даваме повеќе или помалку ефикасно, ако претходно било сме забележувале поголем успех. Ние имаме терапија која е препорачана. Незначајно се разликуваат препораките за третман на COVID во светот. Навистина се мали разликите. Светот прави сериозни истражувања и применува терапии кои не се дел од препораките. И кога се трудите да спасите човечки живот, се обидувате тоа да го направите до максимум со сите расположливи средства. И јас сум повеќе од сигурна дека нема болница, нема капацитет болнички и здравствен работник, независно на кое ниво работи, кој не дава се од себе да тоа и го постигне. Јас затоа и го носам овој бел мантил, верувам во таа кауза. Дали во земјава умираат повеќе хоспитализирани пациенти за разлика од останатите држави во светот? Тоа е математика која треба сериозно да се обработи. Она што е почетна анализа, напротив, не мислам дека умираат повеќе отколку што умираат во светот. Правевме една споредба и со Англија и со Франција и некоја драстична разлика нема.
повторно ќе кажам, земејќи ги во предвид сите карактеристики кои се земаат во обрачунката на морталитетот на болеста, секогаш не се изразува само во проценти и по глава на жител во една држава. Значи се менуваат протоколите на лекување во зависност од појавата на нови соеви и нови докази за болеста? Секако, ние само на нашата клиника, преку стручниот колегиум сме поминале, сме апдейтувале, унапредиле, зависно одредени препораки, во повеќе наврати документи кои ќе бидат основа, кои ќе бидат костур на третманот на пациентите. До сега веќе имаме неколку такви документи. Како што рековте, меѓу пациентите има и млади лица кои немале претходни заболувања. Тогаш зошто тие загубија битката со болеста? Од клиничките слики што ги гледавме кај овие пациенти следуваше неретко беа поврзани слични тешки па и фатални исходи од болеста и во членови од семејството, па што може да алудира и во некаква генетска наследна компонента. Од друга страна, се следеше еден рапиден влошување на состојбата пред се на белодробната симптоматологија. Од друга страна, повеќето од овие луѓе беа и навистина многу доцна дојдени на клиниката. Каков ќе беше нивниот тек на болест, да тоа беше дојдено на време, да ги имавме овие други сознанија, јас тоа не можам сега да го кажам. И не сакам јавноста да го мојот одговор свати како некакво оправдување. Не, напротив, се обидувам да бидам рационална во секое едно искажување и согледување на состојбата како на пациентите, како на развојот на тежината на клиничката слика и на крајот на кривите до максимализирање на се она што ние можеме да го дадеме како лек или како помош на овие пациенти. Неколку пати повторивте дека дел од пациентите доаѓаат доцна на лекар. Дали причината е поради тоа што не веруваат во здравството? Знаете како, јас навистина многу сум размислувала, посебно кои ќе видам млади школувани луѓе кои доаѓаат доцна на лекување, и мојот впечаток е можеби не дека нема доверба во здравствениот систем, отколку што нивниот став дека младоста и здравјето ги прави најмоќни и не може ништо да ги совлада, а при тоа и известни заблуди дека болеста всушност не постои, е за мене, знаете како сите сме биле млади и сите сме имале своји ставови околу нашата моќна и јачина во животот, и што се однесува и на нашето здравје, се разбира, но после ова време, со вакви извештаи кои се дневно праќаат во јавноста, да некој не верува во болеста е неприфатливо. Имаме многу пациенти кои не верувале во болеста пред да дојдат на клиниката и на цела среќа и многумина од нив се излекувани и на еден сериозно потежок начин го смениле ставот и откриле вистината. Над 44% од полнолетните граѓани се вакцинирани со една доза. Ако само со вакцинација може да се победи пандемијата, тогаш не очекуваат ли нови бранови соеви на болеста? Видете, вакцинацијата, меѓутоа и стапката на луѓе кои веќе ја прележале инфекцијата. Јас би била многу опрезна, пошто јас се почесто слушам за реинфекции, за втори разболувања. Јас навистина би била многу внимателна која би за да го дефинирам можноста за реинфекција, затоа што тоа изискува навистина малце повеќе тестирање. Настрана можните грешки, пошто знаете како која масовно се тестира, а посебно во вакви ситуации тоа масовно се работи, можни се грешки. Меѓутоа, многу позначајно е да се следи се останато покрај тестот на тој човек, покрај параметрите лабораториски, покрај клиничката слика, покрај близината и заразените или незаразените околу него, но
антителата се разбира, има повеќе различни параметри кои сериозно треба да се обработат. Јас ќе напоменам дека светот на вистина многу мал број на целиот свет научен, медицински, пријави многу мал број на вакви случаи. Јас би била на вистина многу внимателна кога би ги кажувала овие бројки кај нас, кога би се нешто потврдило, се разбира, меѓутоа да се нешто потврди. Дали ќе имаме потреба, дали ќе прележуваме повтор пат после извесен период, колкав ќе биде тој период, што ќе не прави поподложни со текот на времето, потребата од дополнителни вакцини, веќе ја слушаме низ светот и препораката за одредена популација и трета доза на вакцина е нешто што навистина многу мора да се будно следи и овие одлуки да се донесуваат во корак со времето. Тоа не е нешто што може да се предвиди пред време. Нажалост, тоа е COVID-19. Не очекува политичка кампања за локалните избори која носи и средби со граѓани. Дали тоа може да ја зголеми бројката на заболени од COVID-19? Видете, ова нема да биде прва кампања и веќе еднаш политичките партии спроведоа своји кампањи, се додека се применуваат протоколите и мерките, се додека симпатизерите и членството на политичките партии тоа го почитуваат, а нивните раководства го инсистираат на заштитните мерки, јас верувам дека нема да биде тоа случај. Сепак се зависи од нас. Зошто меѓу хоспитализираните има и вакцинирани лица со 2 дози на вакцина, кога тие би требало да штитат од појава на потешка клиничка слика на болеста? Во ниедно искажување на ниеден професионалец во нашата држава или надвор кој се согласува или не се согласува со вакцинацијата, не е дефинирано дека, нити е апелирано или кажано дека вакцината заштитува 100%. Ниедна вакцина не заштитува 100% од одредена болест. Тоа се за различни вакцини, различна стапка на заштита од инфекција има и секоја вакцина, посебно во овие услови на COVID, е добро дојдена и таа треба да се спроведе, да не кажам мора да се спроведе. Меѓутоа, она што го гледаме кај пациентите кои се вакцинирани се далеку полесни клинички слики. Не можам да кажам дека не сме видели и потешок развој на клиничка слика, но тоа се пациенти кои се во длабока старост или во сериозна болест, со сериозни коморбидитети и влошување на тие основни нивни здравствени состојби кои јас верувам, независно од COVID инфекцијата, го обрзуваат и ја отежнуваат квалитетот на нивниот живот и здравје, се разбира. Како го оценувате фактот дека има и доктори кои се противат на вакцинацијата? Искрено да ви кажам, за мене тоа апсолутно не е неприфатливо и не можам да нити научно, нити принципиелно, нити професионално на објаснување да најдам навистина нема на ваквите ставови. Еден бел мантил мора да знае од основното медицинско образование дека вакцината е спас од инфекциите. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.